да се работи во Рамштайн, во базата на НАТО во Германија? Во НАТО базата во Рамштайн, значи не може секој да работи. Што значи тоа? Тоа значи бараат посебни документи Добро. од личноста што доаѓа од која држава и према тоа се третираат влезот во НАТО. Иначе Ако си земја на НАТО, мислиш ли, пошто ти си работил во Рамштайн пред Македонија во НАТО да влезе? да, имат посебни држави со посебни документации што можат да влезат и бараат многу услови да ги исполнуваат личноста, да не е осудуван, да не се води истрага некоја. Те проверуваат темелно Да. и преку полиција и преку така? Да. А што имаш квалификации ти да работиш во Рамштайн? Еве, јас знам дека македонци од Куманово поготово во Афганистан идат. Има и у Скопје доста, ама у Рамштайн не сум чул некој да работи. Што ти текна на тебе во Рамштайн? Како дојде? Некој ти понуди или ти сакаше таму да идеш? Мојата фирма е матична фирма во Хрватска. Добро. Работиме за германска фирма која има земено работа од граđevinarски аспекти, Добро. тоа е фасади и работиме преку германската фирма. Така. Али влезот во НАТО, во Рамштайн е многу тежок, што бараат посебни документи и многу документи, значи. Што ми кажува сега за бомбата у Сирија и за хотелот што го гради? Еден хотел што се работи таму, инвестицијата на цел хотел, тоа ти било еднакво како една граната до две да испалят од НАТО. Кој ти го кажа тоа? Тоа е мислам маце вака Тоа е малце надреално, ама реално стварно бомбардирањето Реално се се става. многу скапи. да. Тоа ти го кажа некој германец што работи Германец таму? работи таму од фирма. Добро, сега малце претеризам дека е цела зграда кошта колку една бомба. Можда не е така, али Ама да речеме, ајде. да. Ова нешто попушта, да. Еве. Да. Колку време седеше таму? Не е тајна тоа, нели? Работев. Мислам, ти си работник, што 9 сега? месеци во Рамштайн. Ама таму си беше сместен? Не. Надвор од базата живееше? Секој дневно Мораш да влезеш. влез имаш. Аха. И царина, граничен премин, како ја ти кажа, тоа ти исто. Како у база влегуваш, ама тоа како да идеш од една држава у друга нешто, така Да, тоа да, сакаш да, да кажеш. И на граница што ти прашува? Пасош? Прашува, ништо имаш посебни документи, ти легитимација има што ти ја дава НАТО базата. Да. Посебен документ за влез. Работиш таму како, еве, со Фасадерски фасади, инсталации, се гради ли таму? Што, има ли работа? Колку има згради таму? Ние на Google може да ги видиме тие одгоре, не се тајна. Може. Многу згради има вака кога шеташ таму, големо е тоа. Војниците од НАТО си живеат таму претежно. Да. Има. Што е тоа, цел град е внатре или може и надвор да се Тоа е излезе, град. па... Држава во држава. Држава во држава е таму. Што значи тоа? Има све внатре? Што? Како? Во Германија, значи се наоѓа областа Рамштајнте во Германија, која има 30 километри печник должина. Рамштайн? Да. 30 километри печник. Да. Ево, не сум го на знаел. базата. А тоа е близу Карлсруе, така? Кога идеш таму, ти како стигаш? Кајзерслаутерн. Не Карлсруе, туку Кајзерслаутен. Кајзерслаутерн. Добро? Јас патувам живеам во Санбрикен, а патувам со автомобил 35 километри. Секој ден. Секој ден. Кога викаш автомобил, тоа фирмата ти го обезбедува со комби иде, да така? Тоа. Тоа е автомобил од фирмата, да. Добро, значи идете и се враќате. Таму работиш 5-10 сати. Колку? 8-9 сати и повторно се враќаме, да. Дали си начекал протести пред базата? Обично има активисти во Германија. Во моето време на работење не. Меѓутоа, кога биле нападите во Сирија, Либан таму, не Така? знам каде, Во Сирија, да. најголемите демонстрации биле тука протести. Пред
пред самото седиште на Рамштайн. А чекай се вака, Рамштайн што е тоа порано било површина, еве да речеме ко криволак, така Рамштайн е НАТО база, празна површина и тука изградиле, не знам, авион, ствари не имало претходно за база авионска. Рамштайн е најголемата НАТО авиобаза Во Европа. во Европа. Да. Рамштайн. И цел персонал, цела војска тука живее. Има посебни куќи, градени, кои во згради и живеат тука, во Рамштайн. За протести е нешто што си разбрал кога си бил таму. Мислам што ти збореле, пошто се За протестите кажуваа ова се од рука на рука прераскажано, може нешто на интернет да се види, ама дека си таму идеш, тоа што прават? Германците идат пред базата или протестираат? Има ли железничка пруга до Рамштайн? Јас не видов железничка пруга, али секој град е врзан со пруга железничка. Пошто обично пример лежат на пруги, стопираат автопатишта, што може да направат протестантите? Ке имаат транспаренти? Влезот во НАТО базата го стопираат. Така. Да. Влезот во НАТО базата се стопира и тоа е. Кога беа бомбардирања, кога имало пред 7-8 години, не знам кога беше во Сирија, Либија. Да. Тука биле најголемите демонстрации. Против НАТО, значи. Иначе непожелни држави за влез во НАТО се лица кои доаѓаат од Косово, од Босна и Херцеговина, од Србија исто и некои други држави, значи што се на листата таму и за нив е влезот многу тежок во таа НАТО база. Ти тоа го знаеш од што разговарале луѓе, што си чул? Во документ го пише тоа. Тоа го пишува дека таму, добро, ти од Македонија. Одма. Други македонци има таму што се соработували? Има некои што работат, да. Добро, ти не си можел да бираш, така фирмата работела во Рамштайн и ти рекла идеме во Рамштайн, идеме во Рамштайн, така. Да. Ти си, значи таму мора, а чекај се, ова ми е смешно. Кога ти вика полициски обезбедување, фирмата од Хрватска обезбедува за тебе документ од Македонија. Мислам, тоа е јавен документ, прашаш у судот ќе ти даде тоа лице, тоа и тоа. Побарање на НАТО базата, кои документи ти се потребни, ги обезбедуваат потребните документи. Од МВР, од МНР. Од МНР тука. Фирмата тоа го прави или ти го можеш да го Па тие документи што треба сам да ги извадиш од суд, од ваму таму, ги вадиш. Да. И се собираат сите документи. Добро, тоа е background check, тие имаат начини како да најдат, не е проблем. Да. И после процедурата поминува таму низ тие компјутерски системи и после тоа ти добиваш влезница ако си исправен, ако е све окей, добиваш влезница. Така. Али е многу прецизни контроли прават, исто да ти кажам. И на дневна основа и на кога збориш тоа генерално на целиот процес. Процесот за добивање на документи, а на дневна основа има секојдневна контрола, значи. Без разлика дали имаш влез во НАТО базата или немаш. Така. Ако немаш, нема шанси да влезиш, него ако имаш, мора да носиш легитимација за влез. Така. Процедурите се така. многу заемани. Сега, друго сакав да прашам. Значи, ова сега ние зборуваме, ти си работник, така работиш, тоа добро е платено, така, ти си... Да. Дали е друг тип на работење кога работиш у НАТО база и генерално градежништво, не знам, у Германија, у Швајцарија, ти сегде си работел, збориш германски, француски, разбираш, у Швајцарија си работел. У НАТО базата повеќе се плаќа, што? Зошто фирмата одлучила таму да работи, да речеме? Потреба на работа и добиено тендерот. Он си иде тендер, си се пријавува, така. И таа фирма што ни дава нас работа, го има добиено тендер. Добро, да те прашам нешто друго. Што, колку работници е таа фирма, да речеме? Вие сега работите градежништво, главно, инсталација, струја, што? Германската фирма што ни обезбедува работи, кои негде 80-90 работници. Германската? Да. Ама чекај сега, ти за хрватска фирма збориш? Ја работам во хрватска фирма, ние сме као кооперанти таму, значи со германците,
А германците ве преку хрватската фирма ве Да, работуваат? да. 90 луѓе од германската фирма работат за Рамштайн? Не. Битно германска фирма е голема фирма што А, така. го доби тендерот, значи има Ако довиден. доволно персонал за... Да прашам нешто околу работнички права, да речеме. Може. Се почитува тамо право на здружување, не знам, синдикално организирање, дали е добро заштитена работата, дали имате добри опрема. Да. Тоа, кажи ми нешто за тоа. ХТЗ мислиш? Тоа, заштита при работа. Тоа мора да кај секој работник да види Тоа добро сте заштитени. речено ПС. Тоа се лизга. Да. Ето ова. Дебелина бате, зато треба тоа ти кажа сума и после сега треба пауза. Па ајде пауза малце да збориме за Рамштайн и за работнички права. На кого му се жалите ако нешто се случи на работно место, да речеме у Рамштайн, ти си од база. Немој да се случи, пошто имаш таму многу контроли, значи, од аспект на... Заштита на работно место, здравје на работно место. Има ли што има? Амбуланта, што има таму? Нема амбуланта, али треба да ги почитуваш правата на работење како треба да се заштите. Сигурно има амбуланта во Рамштайн, таму огромна база е таа. Болница што има, клиника, све има ти. Не дај Боже да се деси до тоа, али има све. Сега кој е одговорен за тебе? Фирмата или базата? Да речеме ако нешто... Како прво сам себе си одговорен, како друго, ако се деси нешто нормално... Таму има, што има? Сега, експлозии не може да се десат или... Не. Добро, тоа е базата, е авионска главно таму. Што нема такви контакти. Таа може и нуклеарна база, може и нуклеарно оружје чуваат горе. Во секој случај, таа е база после Втората светска војна, како Германија е поразена и тука американците Таа направија. база имале освоено Англија. Била под англиска колонија таа база. Во Втората светска војна името освоено Првата светска војна, значи англичаните, а после тоа се имет преселено НАТО. Војниците, значи, имет тие по нивна надлежност. М-17, тој F-17, како ги вика авионите, што се америчките, тие се тука секојдневно прават маневри. Летаат нагоре, надоле. Да. И плюс имаш други авиони кои што си прават, да речеме, обука. Малци нека посушни пати и ќе го... Војници има многу или тоа? А што тип на војска е тоа? Мислам, главно е ова авиација или има и други? Мислам, сигурно таму гледате вие сега, така, ти разговарате. Авиација има најпојше. Значи, секојдневно има како вежби, тренирање, летаат Има авиони, тие активности. мали, големи, хангари. Да. Тоа е, значи, ти као што ми кажеш 30 км во радиус е тоа, во диаметар. Диаметарски. Тоа е огромна територија. Тоа е најголемата. Ти пошто си, да речеме, од Охрид, колкава е таа територија? Па пола Охридско езеро, да не? А? Па колку Охридско? Па тука негде 30 км и Охридско. У диаметар? Па од Светиналом до Охрид толку, 30 км. Најголемата НАТО база во Европа е таа. Авиобаза. Секој ден имаш контрола на влезот, као на пасошка контрола. Дека сега најави Трамп напуштање на голем дел од војската од Рамштайн и префрлување во Полска, да речеме. А има и големи размислувања у случај ако Трамп освои второ термин за мандат. Тоа е голема прашалник, затоа што се дефе таков периодов во Америка. Да се раздели НАТО на две крила, на европско и на америчко. И Рамштайн, за Рамштайн се зборува дека добро, таа не може да се затвори онака база.
ама Ке се намали со бројот да се на намали, да. војници. У секој случај таму има авионски. Седи си, седи уживај. Могуче да се намали таа авионска база, што викаш, да. Главната тема ми беше правата како работник таму, дали ти се добри? Дали си добро заштитена работа, дали сте добро обезбедени, дали има чекорување на работно време, такви работи. Не. Или се е тоа по пропис таму Од нема? понеделник до петок се работи нормално, значи по 8 до 10 сати зависи од фирмата, што работат. Сабота и недела немаш дозволена пристап за работа, значи се одмара во базата, не дозволуваат да се работи. Иначе во таа НАТО база важат америчките закони, се пазари во долар, значи се зборува англиски внатре. Добро, за англискиот кај него ова беше интересно. Значи у долари внатре. Да, да, Има да, да. продавници, све има. Продавниците Не, се знаеш што ми е работат мене? долари. Ти кога влегуваш внатре, пример еве го Охрица град. Тоа е мало градче внатре. Па град речено, да. Има улици, како... Рамштайн. Што е тоа? Си има улици, си има згради, си има куќи посебни за тие полици. Значи ти практично полиција, базата, војска. војската живее у базата, така? Да, да, да. Тоа е како Повеќе дел на детериториализирана. војската живее тука, некои имат и случаи што живеат исто во околните градчиња тука околу Кои базата. градчиња се околни, да речеме, што ги знаеш? Па Кајзерслаутер, па Ова ти кај беше у Сан? Сандбрикен, па Сандбрикен. Цвајбрикен. Тоа се све у близина, така? Све у И тука близина. работници доаѓаат. Тоа е цела економија околу тој Рамштайн тука, така? Има Да, многу да, луѓе да, работат, многу се доаѓаат. гради, да, има многу работа тука, да. Така. Има детски градинки исто све внатре. Значи Внатре во нормално самата база? школи, детски градинки Во све. базата? Све. Во базата, Тоа да. за работниците. Да, да, за персоналот што е или за америчката војска, речеме, НАТО војници. Мислам, не е јавна овај тајна информација. Имаш чуено колку луѓе има во базава таму? Не. Сигурно има Не. над 5000. Нема. На апликација да отвориш во, мислам, на интернет. Има на интернет, има податоци. информации, не е проблем тоа. Да. Добро, во ред нема проблем, тоа не Од не е тие тајна аспекти информација. не се зборуваат, мислам, таму. Не, во ред нема проблем. Туку сакав да речам дека, значи, големо е тоа како градче. И јас, пошто имам гледано документарни емисии за Рамштайн, Да, цела економија има околу таа база во тие, значи, пари што се вложуваат во градење, во не знам Да. што, во мали бизниси, во разни... Меѓутоа сега таа база е изградена, сега не знам што треба поише да се гради и да се доградува, поише се одржува. нешто се руши, Не е нешто се нова, гради, не е значи... нова од нула база, да Не, речеме. не. Ама грандиозно е тоа нешто, така кога влегуваш вака, како цел град е, така? Да. Големо е како Охрид, вака у дужина од ваму натаму патишта цело или не баш така? Па колку, може да ти рече, колку Битола може да е негде. Колку градот Битола внатре имат становништво, речено, со згради, со куќи. Така е? со се, да. Така е. Пистите се тука, најголемите писти, пристап. Немаш, може да видиш авиони кои летаат. Секои 10 минути, 5 минути ги имаш и така натаму. Фала ти за ова кратко интервју за Рамштайн, те начекавме, значи случајно и јас многу се радувам за ова, пошто во последен период со доста работници што во странство работат и би ги прашувам за вакви, за права, за синдикати и така натаму. Има ли синдикат во војската? Нема. Ако се побунат војниците, се шегувам. За нивните права не знам, али за нашите се сите... Ти задоволен си од тамо што си работел, така тоа? Да. Правата